И конечно време е за Лига на шампиони. Вторник и среда, први две осминафинални средби. По двомесечна пауза. Па и повеќе од 2 месеца усвари. И секоја година е исто. Кога ќе се изврши жребката за осмина финалето, уште таму пред Божич, секогаш доаѓа предупредувањето. Почекајте до февруари. Она што може да изгледа сосема јасно после групната фаза, односно при жребката, после 2 месеца може да изгледа сосема различно. Оваа година тоа ќе биде уште повеќе изразено. Колку само промени има во екипиве што се во осмина финале, боли глава. Во вторник имаме два надпревари. Милан Тотенхем и можеби најатрактивниот надпревар во оваа фаза, Пари Сен-Жермен Бајер Мюнхен. Во среда, Борусија Дортмунд Челси и можеби најслабиот надпревар во оваа фаза, Бриш Бенфика. Прв пат на BMG Спорт Лига на шампиони, видео за Лига на шампиони. Додека сме кај BMG, кај Овертайм и така натаму, притиснете subscribe, кликнете на звончето, коментирајте, шерувајте ги видеата и сите тие, знаете како одат, една по една сите работи, завршете ги и тоа е тоа. Ајде да продолжиме со видео. Дербито во Пари се као финале, ама овој надпревари за двете екипи доаѓа во еден незгоден момент. Посебно за Пари Сен-Жермен. Мбапе и Меси влечат некои повреди. Јарно, ама има нешто матно околу целава приказ. Не требаше да игра ниту двајцата сега против Бајер Мюнхен, ама последните информации се дека Меси секако ќе игра, а ќе биде спремен и Мбапе. А се збореше дека има некоја тешка повреда дека ќе паузира месец дена, нешто така беше. Финти, тактики, стратегии, чуда, лажњаци, пуштање, што ти нема. Е сега, Пари Сен-Жермен влегува во овој надпревар после поразот од Монако со 3-1 во Лига 1. На тој надпревар не игра ниту Мбапе ни Меси. Е сега ако не играа двајцата, Пари Сен-Жермен немаше да има шанси со Бајер Мюнхен, ама вака ако играа, значи може да тепа. А баварците не се на потребното ниво, ама врзаат 3 победи поред. Откако прво имаат 3 ремија поред на почетокот на годинава. Ќе биде интересно, ама пак ќе кажам, све зависи од тоа дали Мбапе и Меси се 100% подготвени. На крај мислам дека Бајер Мюнхен ќе помине во следна фаза, ама на овој надпревар во Париз мислам дека нема да има победник. Ќе биде 1-1, 2-2. И во вториот дуел за вторник игра две очајни екипи, Милан и Тотенхем. Милан беше во катастрофална серија од 5 порази и 2 ремија на последните 7 надпревари пред да слави викендов против Торино. Значи тепаа со Торино 1-0, ама беа надиграни од оваа екипа. Ако играа така со Тотенхем, нема шанси. Не дека Тотенхем е нешто добар во последно време и они се очени. Имаат 3 победи, ама играа лошо на надпреварите. Сега, изминатиот викенд изгубија од Лестер 4-1. Ако има некоја предност во оваа екипа, тоа е Антонио Конте кој знае како да победи против италијанска екипа. И тука чекам реми. Тип 1-1. Среда, Челси гостува во Дортмунд во поинтересниот надпревар. Овде ќе биде интересно. Потер некако не може да се снајде во Челси со мал милион нови фудбалери. И многу посилен тренер од него немаше добро да се снајде. 600 милиони потрошија, а не може да ги тепаат Фулам и Вест Хем. Ќе можат со Дортмунд? Во Дортмунд ги чека пеколна Сигнал и Дуна Парк, каде тешко се победува. Освен тоа, Борусија е во серија од 5 победи поред. Топ форма, која може да кулминира со победа токму против Челси. Знам, Челси е фаворит и можеби нема да се сложите со мене, ама мислам дека Борусија Дортмунд тепа на овој надпревар. Ќе биде 1-0, 2-1, така нешто. И последен месец за неделава Бриш Бенфика. Како да е Лига Европа, не Лига на шампиони. Ама нема везе. Бриш ги елиминираше Атлетико Мадрид и Бајер Леверкузен, а Бенфика заврши во група пред Пари Сен-Жермен и Јувентус. Па сега видете вие. Колку и да не се звучни екипиве, дефинитивно заслужија да се најдат во оваа фаза. Но сега работите се сменија, особено кај Бриш. Бриш на последните 8 средби во Белгија има само една победа, 1 пораз и 6 нерешени. А Бенфика минатиот викенд загуби од Брага во купот. Мислам дека Бенфика оди во следната фаза, ама мислам дека и ќе тепа на овој надпревар. Тежок надпревар, ама мислам Бенфика тепа 1-2, 0-1, нешто тесно, ама тепа. Мада опасен надпреваров, све може да се деси, мислам, све. Тоа е тоа за ова видео. Другите 4 надпревари се играат наредната недела. Има интересни средби, ама се тоа ново видео. Како за понеделник, доста е. Се гледаме. Следете ги шорс видеата.